Спонзорот Цермат ви представува. Битолчанка заштитно лице на модниот бренд Елена Лука. Голема е заинтересираноста на битолчани за 3D киното во Битола. 50% попуст на колекциите во Адамс Шуз. Битолчанки се надалеку познати по својата убавина. Овој пат тоа ни се потврдува со уште еден факт. Имено токму битолчанка е една од заштитните лица на реномираниот моден бренд Елена Лука. Се работи за Сандра Цветкова. Брендот Елена Лука е синоним за автентичен, авангарден и уметнички моден израз кој диктира урбан и препознатлив моден правец. Секогаш во чекор со најсвежите модни трендови, пренасочувајќи ги светските модни текови кон македонскиот пазар. А како е да се соработува со нив, ни кажа токму Сандра. И соработката со Елена Лука започна точно пред еден месец, кога еден мој пријател ме извести дека Елена Лука припрема кастинг за ново заштитно лице. Веднаш потоа јас испратив дел од моите фотографии, моето портфолио на нивниот имејл и ме известија за тоа каде и кога ќе се одржува кастингот. Кога пристигнав во изложбениот салон на Елена Лука во Скопје Сити Мол, видов еден тон прекрасни девојки, односно имаше преку стотина, да не се лажам. Трема во тој момент? Да, бев превозбудена затоа што сите се трудат во тој момент да се покажат во најдобро светло. И откако помина кастингот, почувствував олеснување. Нормално, по неколку дена бев известна дека точно јас сум среќната избраничка да бидам заштитно лице на Елена Лука. Наскоро потпишавме договор во трајање од 6 месеци, кој што може подоцна да се продолжува. И исто така работам на онлайн шопот, каталогот на Елена Лука, кој што може да се види на официјалната веб страна на Елена Лука. Мислам дека и нашите гледачи во моментов додека ние разговараме ги гледаат токму тие фотографии од самиот каталог, меѓутоа и неколку други. Кога започна воопшто твојата модна прига, знаете и пред Елена Лука? Јас почнав да се занимавам со манекенство од моја 14-та година. Меѓутоа, како поважен ангажман би го истакнала ангажманот за заштитно лице на VIP, односно снимав реклама, сликав за билборди и за изложбените центри на VIP. Кажи ни, кој е твој, ајде ќе ги избегнеме македонските брендови и слично, меѓутоа странските, кого би сакала да го презентираш на модна писта или да бидеш заштитно лице? Искрено прекрасно прашање. Шанел, дефинитивно Шанел. Би сакала да носам Шанел, би сакала да бидам заштитно лице на Шанел и би сакала да излезам на ревија на Шанел. Сандра, што мислиш за македонската модна сцена? Сметам дека може и подобро, меѓутоа можеше и полошо, така да има простор да се напредува на македонската модна сцена, како манекенка, така и како и за дизајнер. Што најчесто ти сакаш да носиш? Сакам да носам и скапи, ефтини парчиња. Преферирам од македонските дизајнери Елена Лука. Потоа Кадриу, може да се спомне тука разни брендови кои што не знам, можеби понежни некако што ја истакнува женската убавина, некои софистицирани парчиња од врвни македонски дизајнери. Сандра, ова најчесто го поставуваме често, на девојките прашање секако, кои што се наши гости, дали повеќе сакаш да бидеш модел или манекенка? Дефинитивно модел, бидејќи на тој начин можам повеќе да се истакнам, односно да бидам покреативна пред камерата, додека манекенството и одењето по писта, она класично одење по писта, мислам дека тоа го ограничува. Квалитетни модни парчиња, изработени од внимателно одбрани материјали, препознатлив богат вес, рачно изработени детали и накид и идеи, реализирани во уникатни форми, ја сочинуваат понудата на Елена Лука, која ги прошири хоризонтите на македонската модна сцена. Покрај соработката со оваа модна куќа, Сандра се појави и како дел од неколку реклами, а Битола уште еднаш може да се гордее со своите прекрасни битолчанки, амбасадорки на убавината на секаде низ светот.
Денес влезете во лавиринтот. Погледнете го филмот број 1 во светот, во 3D киното во Битола. Научно-фантастичната мистерија Лавиринт, невозможно бегство. Тој се наоѓа помеѓу трите премиери на најгледаните филмови во американските кина изминатиот период. Филм со заработка 32,5 милиони долари. Лавиринт, невозможно бегство е приказна за група на млади луѓе кои се обидуваат да побегнат од ледината, опколено со джиновски лавиринт, преполн со тајни. Филмот е базиран на романот Лавиринт, невозможно бегство на писателот Џејмс Дашнер. Приказната е сместена во мрачна, постапокалиптична иднина. Младиот јунак Томас изненадувачки ќе се најде во непознато опкружување во група на млади луѓе без сеќавање на неговиот живот кој му претходел. Набрзо ќе сфати дека сите се наоѓаат во голем лабиринт и ќе им се придржи на организираната група тркачи, чија цел е да го пронајдат излезот од лабиринтот и на страшниот живот на кој ги присилиле. Проекциите се од денес до 1 октомври со почеток од 22 часот денес, а од утре со почеток од 20 часот. За оние кои се уште немале можност да го погледнат македонскиот филм До Балчак, истиот ќе се прикажува од петок до недела со почеток од 22 часот. Филмот е во режија на Столе Попов, а сценариото го напиша Горан Стефановски. Снимањето на филмот започна во мај 2012 година, а филмот е сниман на локации во Битола, Скопје, Мирхисар, Охрид, Штип и Прилеп. Премиерно беше прикажан на 14 септември во рамките на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Филмот До Балчак на режисерот Столе Попов е единствениот македонски кандидат за престижната награда Оскар. Тој е историски спектакл, сурова и романтична историја која ја испитува вечната македонска кауза за сопствен идентитет и самостојност низ призмата на релативноста на поимите на слобода, правда, љубов, жртвување и предавство. Приказната ги драматизира и пародира митот и антимитот на Исток и Запад, на Европа и Балканот. Дејствието се случува во првата декада од 20 век. Ова е филм за диалектичката средба на митското со антимитското, филм во кој се среќаваат легендите и раскажувањата со реалната реалност на суровиот живот низ македонската историја, исполнет со супер историски апсурди. Главните улоги ги толкуваат Интиш Рај, Мартин Јордановски, Сашко Коцев, Тони Михајловски, Мики Манојловиќ, Искра Ветерова, Никола Којо, Сенко Велинов, Никола Ристановски, а голем е и бројот на битолските актери кои играат во овој филм. Ако традиционалниот американски жанр е вестернот, тоест приказна од Дивиот Запад, овој филм е негов источен пандан, истерн, приказна од Дивиот Исток. Директор на фотографија е Апостол Трпевски, музиката е на Дуке Бојаджиев. Филмот е во копродукција помеѓу Триангал филм, Сектор филм, FX3X и Македонска радиотелевизија. Се гледаме на кино. Бои, дезени и модели кои совршено го надополнуваат сече и стил само со колекциите во Адам Шус. Нашата екипа ја посети оваа продавница во срцето на Широксокак. Изборот е навистина голем, така што асортиманот задоволува различни вкусови. Во Адамс е во тек акцијата на попуст до 50% на летната и зимската колекција на обувки и акцијата на попуст на детски патеки. Тука ги пронајдовме прекрасните модели на елегантни ниски модели на обувки од колекцијата на Адамс. Шпиц под петиците, кои беа најмодерниот и задолжителен додаток во 90-тите години, сега повторно се враќа на модните писти. Оваа сезона дизајнерите препорачуваат под петици со средна висина и остар шпиц. Овде ги пронајдовме прекрасните модели од колекцијата на Адамс, како и елегантните модели на Wall Street. Во Адамс пристигна и најновата есенска колекција. Нам посебно ни се допаднаа моделите на Крио и Марила. Оваа есен, модните критичари и стилисти ја препорачуваат бордо бојата како ин боја за оваа сезона. Богата е понудата на различни модели на ташни, со кои елегантниот и модерен женски лук ќе биде заокружен. Да не ја заборавиме детската колекција на Меланија, како и секогаш актуелните модели на машки мокасини за лесен и тренди чекор. Моделите од Адамс Шус, покрај тоа што се привлечни за око, удобни се за носење.